Ние како влада знаевме и знаеме дека не е добро товарот од кризата да се пренесе врз граѓаните. Го знаеме тоа затоа што граѓаните во Република Македонија заради транзицијата, ради катастрофално спроведената приватизација, заради тоа што тогаш 200.000 луѓе останаа без работа, заради тоа што беше уништена средната класа, заради многуте конфликти и тензии низ кои што поминавме и препреките што не ги прават некои земји од соседството, во Република Македонија останаа доста проблеми. Во Република Македонија невработеноста остана на високо ниво, иако во овој период сепак она што направивме е да се спречи да не се зголеми таа. Токму од тие причини, бидејќи знаеме дека многу граѓани се уште живеат тешко и со оваа криза дополнително се создава притисок врз домашните буџети и врз нивната екзистенција и животен стандард, владата се реши ниедна мерка од овие што претходно ги спомнав, што се случија во другите земји и што се натовар на граѓаните да не презема. Ние со сите предизвици што ги имавме, не ни е лесно и не се едноставни работите да се полни буџетот, да се исплаќаат редовно пензиите, платите, социјалата, да не се зголемат даноците. Но рековме, нема ниедна мерка да преземеме што ќе биде натовар на граѓаните. И затоа наспроти она што се случи во другите земји, кај нас не дојде до масовни отпуштања од работа како што прават другите, не се намалија плати, не се намалија пензии, не се намали социјалната помош, не се кратеше на субвенции за земјоделството. И понатаму се инвестира во образованието, големи средства, се инвестира во здравството, големи средства, се прават набавки на опрема и реконструкции на болници. И понатаму има бесплатни учебници за нашите деца и дисперзирани студии, и понатаму има компјутери за нашите деца, и понатаму се вложува во спортски објекти за да можат нашите деца да спортуваат и да се изградат како здрави личности. И понатаму се обезбедува подршка за секоја семејство што има 3 или 4 деца, и понатаму се во оптек сите можности за инвестирање во инфраструктурата, транспортот, енергетиката. Сето тоа, значи, ја прави Македонија на некој начин различна и од другите земји, а и од она што се случуваше во времето кога Социјалдемократскиот сојуз имаше шанса да ја води економијата. Одлуката на ВМРО-ДПМН е значајно да се зголемуваат капиталните инвестиции во услови на криза, помогна македонската економија да не крахира во овие години. Од година во година ние издвојуваме се повеќе пари за капитални проекти, годинава со ребалансот на буџетот како пример. За 20% капиталните инвестиции ќе бидат повисоки од ланските, а лани беа за 20% повисоки од предланските. Значи секоја година издвојуваме повеќе и повеќе пари за капитални инвестиции, а стегаме, кратиме, штедиме онаму кај што може и треба да се штеди. Тоа се непродуктивни трошоци, помалку оправдани трошоци како што се набавки на мебел, набавки на автомобили, телефони и слично. Секаде каде што можевме да скратиме на тие позиции, скративме со цел од прва страна да обезбедиме да не се намалат социјалата, платите, пензиите и субвенциите, и второ да останат повеќе пари за капитални проекти. А зошто се толку битни овие капитални проекти? Битни се затоа што во услови кога нарачките за македонскиве компании во Европа се намалуваат и во услови кога големите македонски градежни фирми ги губат бизнисите, односно можната работа во странство, нужно беше владата да излезе со мерки со кои што ќе му помогне на домашното стопанство. И нема подобра мерка од тоа да креираш работа за градежните компании, но и за десетици други во индустријата во различни сектори. Затоа градиме, затоа толку многу инсистираме на изградба и на транспортна инфраструктура, комунална инфраструктура, енергетска инфраструктура. Затоа во овој период се обезбедија цели 120 милиони евра од Европската банка и од Светска банка за изградба на регионални и локални патишта. Никогаш претходно во Република Македонија немало 120 милиони евра за таа намена. Затоа во овој период остваривме изградба и ќе оствариме изградба на нови автопати. Годинава само, за некој месец, до крајот на летово, ќе почне изградбата на најголемата инфраструктурна инвестиција во Република Македонија во овие 10 години. Тоа е во вредност од околу 300 милиони евра, тоа е изградбата на автопатот на коридорот 10 од Демиркапија до Смоквица, кој што ќе представува сериозно освежување
за македонската економија. Затоа во овој период инвестиравме многу во опрема за здравството. Преку 100 милиони евра е вкупната инвестиција во реконструкција на јавни здравствени установи и болници. Нешто што никогаш претходно го немало. Последните 30 години немало инвестиции воопшто во здравството. Затоа инвестираме и во опремата во здравството. Уште 100 милиони евра во сите болници во Република Македонија се носи опрема која што ќе спаси животи, која што ќе им овозможи на луѓето да добијат навремен третман и која што ќе им овозможи на луѓето во Република Македонија да живеат подолго и поздраво. Затоа инвестираме во образованието. Затоа се уште секој родител во Република Македонија знае дека владата обезбедува бесплатни учебници, а нашите деца, за разлика од било која друга земја во регионот, учат од компјутери и лаптопи кои што ги обезбедивме. Затоа отвараме дисперзирани студии во сите градови во Република Македонија за да може да се подобри квалитетот и степенот на образованието. Затоа во овој период исто така обезбедивме пари и за инвестиции во комуналната инфраструктура. 50 милиони евра, нешто што повторно никогаш претходно не било обезбедено, за изградба и реконструкција на водоводи и канализациони мрежи за сите општини во Република Македонија. Затоа и обезбедивме поволни кредити за капитални инвестиции на општините, за изградба на локалните патишта, какво што користи впрочем и општина Ѓорче Петров. Со градоначалникот, знаете, пред неколку месеци го подпишавме договорот за реконструкција на многу локални улици во општината и јас сега пред да влезам со него разговарав и добив уверување дека за неколку месеци ќе се заврши реконструкцијата на сите улици што ги ветивме и кои што се договоривме да бидат завршени. Во овој период беше потребно и да се обезбедат дополнителни финансиски средства под поволни услови кои што ги внесовме од надвор, значи свежи пари што ги обезбедивме од европските банки. Тие банки не даваат пари на секого. Тие банки гледаат дали земјата води здрава фискална политика и економска политика. Во сегашно време нема банка во Европа што ќе ви даде пари ако сте земја која што има висок ниво на државен долг, висок буџетски дефицит. Затоа беше она на почетокот што го зборував. Македонија со ВМРО ДПМН опстана на ниско ниво на државен долг. Македонија е земја со четврт најмал државен долг во Европа и еден од најмалите буџетски дефицити во Европа. Затоа, како резултат на таквиот рейтинг на земјата, и тоа го потврдија најреномираните меѓународни рейтинг агенции, бевме во можност да обезбедиме 150 милиони евра од Европската инвестициска банка и сега дополнително уште 100 милиони евра од истата банка, пари кои што ги донесовме во земјата и кои што ќе им ги дадеме на македонските предпријатија под исклучително поволни услови. Македонските предпријатија, како и сите во Европа, се соочуваат со проблем во денешно време како да дојдат до финансии. Бидејќи банките логично заради кризата се порестриктивни и поконзервативни, помалку даваат кредити и вие го знаете тоа, граѓаните и фирмите од Македонија. Затоа беше битно во овој период државата да поведе сметка, да обезбеди дополнително пари, но и да ги даде на предпријатијата под поволни услови. И за тоа бевме критикувани од нашата политичка конкуренција, но тие треба да ги прашаат самите корисници на средствата, односно приватниот сектор и фирмите. 712 фирми од Република Македонија користеа пари од таа кредитна линија од првите 150 милиони евра што ги обезбедивме и креираат 3200 работни места. Тие фирми, ако не ги обезбедевме овие пари, или ќе пропаднеа, или ќе отпуштаа работници. Тоа е резултатот на политиката што ја водевме во овие изминати години. Затоа и се решивме дополнително да обезбедиме уште 100 милиони евра, со кои што веруваме дека ќе спасиме уште 500, 600 или 700 македонски предпријатија. Тие пари им ги даваме на фирмите со исклучително ниска каматна стапка од 5,5% и верувајте, нема подобри средства, односно нема средства под подобри услови од овие што ги обезбедивме за малите и средни предпријатија од Република Македонија. Зошто баш за малите и средни предпријатија? Затоа што тие се предпријатијата што создаваат работни места и кои што ја држат вработеноста. Нашата работа е таква да мораме да наоѓеме одговор на сите нови предизвици. Така направивме и сега со последниот бран на нови 12 мерки, не кадровски, освен кадровските, нели, кои што значи освежување,
поддржување на динамиката на реализација на активностите, но сега излеговме и со 12 конкретни мерки, од кои дел се во економскиот дел се во социјалата и дел се општи мерки. Јас би сакал да се осврнам на некои од тие мерки. Меѓу најзначајните се мерките со кои што обезбедивме нови 11 милиони евра за поддршка на македонските предпријатија што откупуваат, преработуваат или извезуваат земјоделски производи. Тие ќе ги дадеме на фирмите кои што ќе извезуваат земјоделски производи, кои што откако ќе го извезат производот, ќе си наплатат, а во меѓувреме ќе може да ги испочитуваат сопствените обврски, односно да го платат тоа на крајните корисници. Средствата ги даваме по исклучително поволни услови со 3% камата и рок на враќање од 5 години со 1 година грејс период. Во тие мерки спаѓа и ова што денес ја промовиравме мерката за креирање на 4000 работни места преку изведување на јавни работи. Јавни работи во кои што првенствено ќе бидат ангажирани лица кои што потешко би можеле да најдат работа на пазарот. Тоа се луѓето кои што се подолгорочно невработени, со пониска квалификација и образование и луѓето кои што се повозрасни, над 55 години. Затоа се одлучивме за овие луѓе кои што потешко можат на пазарот во приватниот сектор да бидат ангажирани, да креираме заедно со општините. И тука сакам да му се заблагодарам на Коце Трајановски и на останатите градоначалници од ВМРО ДПМН за разбирањето што овозможија да се креираат вкупно 4000 работни места, од кои за 2000 работни места ќе обезбедиме ние пари од буџетот, а 2000 работни места ќе обезбедат општините во Република Македонија. Сличен таков проект е и проектот со кој што исто така преку Агенцијата за вработување обезбедуваме 2000 луѓе да се вработат преку самовработување или до отварање на дополнителни места во бизниси кои што се претходно почнати. Што значи тоа? Значи некој кој што сака да започне бизнис, кој што сака самиот да почне нешто да прави. Знае дека најтешко е освен нели да имаш идеја и проект, најтешко е да дојдеш до пари. Токму затоа ние обезбедивме по 3000 евра финансиска поддршка за секој кој што ќе сака да почне со сопствен бизнис, а ако се реши да се здружи со уште двајца, тројца, тогаш поддршката изнесува по 3000 евра за секое работно место, максимум за тројца 9000 евра обезбедуваме. Во рамките на тој пакет на мерки, исто така владата донесе одлука да ги легализира земјоделските објекти што се градени претходно, за кои што нема соодветна документација, и да ги легализира тракторите и другата земјоделска механизација. Во рамките на тој пакет на мерки се решивме и да го продолжиме рокот за увоз на половни автобуси со ЕУР-2 сертификат за сите оние што се занимаваат со транспорт и превозна дејност, бидејќи тоа беше нивно барање. Исто како што претходно владата на ВМРО ДПМН им овозможи на граѓаните со намалување на акцизите, да подсетам, преку 50-60 илјади луѓе во Република Македонија се стекнаа со добри автомобили, односно солидни автомобили кои што ги користат во секојдневието. И така натака тој пакет на мерки значи содржи вкупно мерки со кои што ќе овозможиме некаде 8 до 10.000 вработувања и ќе се овозможи поддршка на социјалните категории на граѓани во овие области што ги спомнав и во уште една-две. Пред се за социјалните семејства обезбедивме 3000 деца од социјалните семејства да можат во текот на годината да отидат 7 дена на летен или зимски одмор и ја зголемивме социјалната поддршка за енергетска сиромаштија од 600 на 700 денари. Тоа се мерки кои што во вакви времиња не ги спроведува ни една влада, во вакви времиња во кои што сите други влади кратеа на граѓаните, на трошоците за социјала, за пензии, за слично, ние се решивме да одиме во обратна насока. И гледате, цела недела од сите категории на граѓани владата добива поддршка за овој нов пакет на мерки. Тоа се реформите и тоа се антикризните мерки што владата на ВМРО ДПМН ги прави. Како министер за внатрешни работи, се разбира, не можам да не го спомнам работењето на Министерството, кое впрочем е и моја одговорност. Министерството за внатрешни работи во многу случаи се соочува со најсериозните предизвици. И во услови кога опозицијата и од најголемите човечки трагедии се обидува политички да поентира,
ова министерство со раководството кое сега е таму, раководството кое потекнува од ВМРО ДПМНЕ, покажа дека Македонија има силни институции, дека Македонија има институции кои се рамо до рамо според квалитетот на работењето со сите европски полиции и сите европски министерства за внатрешни работи. Деновиве е актуелна една тема поврзана со министерството, а тоа е огласот за вработување на нови 300 полицајци. И јас во оваа прилика само сакам да кажам дека ние на тоа гледаме како дополнително јакнење на капацитетите на македонската полиција. Гледам дека има луѓе на кои им смета дека ги бираме најдобрите, најспособните, меѓутоа ние сме убедени дека токму тие кои ќе ги исполнат сите критериуми кои ги бараме за едниот полицаец, ќе го подигнат и стандардот на нашето работење, но и ќе бидат личностите кои најдобро ќе дадат одговор на сите закани со кои граѓаните на Република Македонија се соочуваат во денешно време. И вие сте сведоци дека направивме огромен напредок. При тоа, ова што е изградено, не е изградено само од градот Скопје, изградено е заедно со поддршка на владата на Република Македонија и заедно и со поддршка на општините во градот Скопје, во конкретниот случај со поддршка на општина Ѓорче Петров и градоначалникот Сокол Митревски. Направени се голем број на булевари, никогаш толку колку сега за ова кратко време. Што се однесува до Ѓорче Петров, практично булеварите кои што ги почнавме од општина Центар према Карпош и кои што се движат према Ѓорче Петров, го леснуваат животот или движењето на граѓаните на Ѓорче Петров према Центар и од Центар према Ѓорче Петров. И Линденска сега можете да ја поминете за неколку минути, ако сте ја поминувале за 20-тина, сега може да ја поминете за 3 до 4 минути. Теодосија Гологанов исто така во еден дел, сега ја продолжуваме вториот дел, од Рузвелтова до Алумина, следна година ќе ја продолжиме се до студентскиот дом Гоце Делчев. И Линденска оваа година ќе ја продолжиме до последна 19. Нааму малку е полесно со оглед на тоа што има помалку сообраќај. Исто така, во текот на овој месец ќе го направиме зелениот бран на булеварот Илинденска, почнувајќи од Тифани, па се некаде до Румунска болница, при што на секој пешачки премин ќе биде ставен, веќе се ставени семафорите, така да без застанување, ако тргнете од Соборниот храм, ќе можете да стигнете до после Румунска. Овој другиот дел се надам дека ќе го завршиме за најкратко едно месец до 2 месеца. На тој начин ќе му возможиме на граѓаните на Ѓорче Петров да не губат ниту време, ниту живци, ниту пари за движење во и кон Ѓорче Петров. Што се однесува до самата општина Ѓорче Петров, исто така не е заборавена од градот Скопје, напротив, мислам дека дадени се доста приоритети во општина Ѓорче Петров. Првата година, 2009 година, Ѓорче Петров го поврзавме со заобиколницата во делот на Волково. Така да граѓаните од тој дел на општина Ѓорче Петров, па и од овој дел, можеа многу полесно, многу побрзо и полесно да стигнуваат до заобиколницата. Реконструирана е целосно и улицата Волковска, низ кој што поминува низ населеното место Волково, нормално се тоа во соработка и заедно со општина Ѓорче Петров. Направена исто така македонска војска, вториот дел, од булеварот Ѓорче Петров, па се до новиот стадион. Исто така направен и кружниот тек, кај што е споменикот на Ѓорче Петров, споменикот од владата и од општина Ѓорче Петров, со што Ѓорче Петров добија едно ново и значено обележје, кој што е карактеристично сега за Ѓорче Петров. Моментално во изградба е кружниот тек кај црквата Свети Апостол и Павле, кој што е тесно грло и причина за многу нервирање, многу кастања и многу можеби сообраќајни незгоди од помал, од помал обем, сега веќе од септември тоа ќе биде минато. Тоа го направи градот Скопје заедно со општина Ѓорче Петров, со поддршка на владата на Република Македонија за граѓаните на Ѓорче Петров кои што ни ја дадоа за поддршката во 2009 година. Ова влада на ВМРО ДПМНЕ општинава Ѓорче Петров ја прероди во периодот кога сум јас градоначалник. Од една заборавена населба, слободно може да кажам едно слепо црево,
Општина Ѓорче постана респектибилна општина, добар партнер и проверен партнер и на владата, и на странските инвеститори, и на градот Скопје, и на сите бројни пријатели кои се создадени во овој период. Денеска по Ѓорче крстарат двокатни автобуси, што беше мислена именка. Денеска можете да ги најдете на последна 22 во селото Волково. Денеска обиколницата која е дело на оваа влада и која живот значи за општината Ѓорче Петров, ни даде излезни патишта и брзи решенија за коридорот 8 и коридорот 10. Денеска во општината Ѓорче Петров, благодарение на градот Скопје и на владата, повторно ќе кажам, изградени се 2 големи стадиона, изградени се 2 спортски сали. Општината Ѓорче Петров изгради 17 регионални спортски терени, каде што младите може да спортуваат. Заедно со владата ги реновиравме сите училишта, енергетската ефикасност, заменети се сите прозорци. Многу рано или во првите рани години го решиме најсуптилниот или најголемиот проблем за најмладата популација, мокрите чворови, греењето, сето тоа што беше заборавено во минатото за храмовите на образование за основните училишта во општината Ѓорче Петров. Градинките секако се реновира и мора да кажам во разговорот со почитуваниот министер за труд и социјала пред 2 дена, најави дека до септември ќе ја пуштиме градинката конечно во општината Ѓорче Петров и ќе можат граѓаните на општината Ѓорче Петров да добијат нови работни места, 16 вкупно, и да можат нашите внуци, вашите синови и ќерки во таа градинка навистина да бидат чувани под капа на државата, односно на владата на Република Македонија. Министре, кои ќе бидат преступувањата за освета доктори и медицински сестри, за нивиот персонал? И во овие времења на економска криза во владата се потрудивме да обезбедиме согласности и да се креираат нови не 200 него 400 работни места во здравството и во овој период веќе почна да излегуваат огласите. Има предвидено, ако веќе прашувате за болницата за Ѓорче, тука за геронтолошки и за гериатрија, имам планирано за гериатрија 12, мислам, нови согласности во рамки на вторите 200, кој што во процедура е нивното добивање. Процедурата е прилично долга, идеме преку фондот, болниците, Министерство за финансии, Министерство за здравство, меѓутоа во наредниот месец дена ќе излезат огласите за геронтолошки завод. И тие ќе бидат во најголем дел преку 90% за средномедицински кадар.